Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говорам за протеинско диплење. Првично ќе разгледаме некои основи колку да се потсетиме. Знаеме дека молекулата на ДНА се наоѓа во јадрото на клетката и представува еден вид библиотека на клетката. Односно, во молекулата на ДНА е запишано како се прават протеините во клетката, односно која е аминокиселинската секвенца на истите. И знаеме дека одредени сегменти од ДНА кои кодираат за создавање на одредени функционални молекули, кои тоа најчесто се протеини, се нарекуваат гени. Во значи ген не е ништо друго него секвенца од нуклеотиди кој кодира за како се прави, односно која е секвенцата на одреден протеин кој се наоѓа во клетката. Значи ова ќе речеме дека е еден ген. Значи имаме C, A, T, C, G, A, C и така натаму. Сега, ако сакаме да го направиме протеинот, кој е кодиран од страна на овој ген, нас ни треба генот. Но, не можеме да го извадиме генот надвор од ДНА и да го однесеме таму каде што е потребно, него мора да го препишеме. И аналогијата на ова би била, ако сакаш некоја книга од библиотеката, не ти е дозволено да ја извадиш книгата од библиотеката, него мора да препишеш книгата, па преписот да го извадиш надвор од библиотеката. Во ред? Сега, препишувањето е всушност процесот на транскрипција. Значи, генот се препишува со помош на протеини, значи имаме протеини кои го препишуваат генот, и при тоа се добива нешто што се нарекува месенџер РНА. Значи, преписот од генот, односно преписот од книгата у наводници, е всушност месенџер РНА. И оваа месенџер РНА сега може да излезе надвор од јадрото, односно надвор од библиотеката. Но пред тоа да го направи, барем кај еукариотите, например кај нашите клетки, таа подлежи на процесирање, односно се прави еден вид лекторска проверка, некои делови се отстрануваат од преписот и од кој ќе биде подготвен, од кој ќе биде процесиран, излегува надвор од јадрото. При тоа, месенџер РНА сега се инкорпорира во нешто што се нарекува рибозом. Рибозомот е изграден од две субединици и е всушност составен од рибозомална РНА и протеини. Значи рибозомална РНА заедно со некои протеини градат рибозоми. И овој комплекс на месенџер РНА и рибозомална РНА заедно со протеини, односно рибозом, е многу битен. Сега до овој комплекс треба да пристигнат аминокиселините. И тоа треба да пристигнат соодветни аминокиселини. И овие аминокиселини се доставени од страна на транспортна РНА. Значи имаме голем број на различни транспортни РНИ, секоја се врзува со различна аминокиселина. Во ред? Иако постојат 20 или 21 аминокиселина која ги гради протеините, постојат 64 транспортни РНИ, но тоа не ни интересира сега зошто е тоа случајот. И овие транспортни РНИ, сега со прикачените аминокиселини, треба да ги достават истите до овој комплекс на рибозоми месенџер РНА. И при тоа, аминокиселините ќе бидат примени само по одреден редослед, а тој редослед е кодиран од страна на месенџер РНА. Во ред? И при тоа тие аминокиселини ќе се поврзат една со друга преку пептидни врски и ќе се образува еден синџир од аминокиселини. Овој синџир од аминокиселини ќе завземе одредена тридимензионална конформација. Во ред? Значи синџирот ќе завземе одредена тридимензионална конформација, која е всушност одредена од примарната структура и таа ќе подлежи, протеинот ќе се здипли во таа конформација, следејќи ги законите на физиката и хемијата. Значи со помош на сите дисулфидни врски кои се образуваат, хидрофобни интеракции, водородни врски, вандервалсови сили и така натаму и така натаму. И од која ќе ја добие потребната структура, сега протеинот може да си ја изврши својата биолошка функција и од која ќе го направи тоа, тој треба да биде деградиран. Значи, кога ќе се создаде еден протеин, тој не останува трајно во клетката. Вред? Значи, си ја завршува функцијата и е повторно деградиран назад до аминокиселини. Значи, тој е синџир од аминокиселини, си ја завршува функцијата и е деградиран назад до аминокиселини и тие аминокиселини сега ќе бидат искористени за градење на нови протеини. Вред? И така си се врти процесот. До тука се надам дека ви е јасно, ова беше само еден вид повторување. Вред? Ајде сега да го разгледаме следново.
Да речеме дека имаме краток пептид кој содржи помалку од 100 аминокиселини и тој пептид има одредена примарна структура. Во ред, тој пептид, под самите закони на физиката и хемијата, ќе почне да се дипли во соодветна тридименционална конформација, односно ќе ја постигне својата терциерна структура. Во ред, и ова диплење на пептидот се случува дури и при самиот процес на создавање на пептидот. Односно, не е потребно да се создаде целиот пептид, па после тој да се дипли, него во самиот процес на создавање на пептидот тој почнува да се дипли. И како изгледа тоа? Дека го представив со цртеж, значи имаме чекор по чекор создавање на пептидот. И како што се создава, нели постојано расте, се почнува да се дипли во соодветна конформација. Првично се создаваат секундарните структури, значи се создаваат алфа хеликси, некои бета плочи и слично, и со тек на време пептидот ќе се откачи од рибозомот и ќе ја добие својата тридимензионална конформација. Може би ќе се направат уште некои промени, ќе се направат некои посттранслациони модификации, односно модификации на структурата од кога е завршена транслацијата, но генерално ја постигнува својата здиплена структура. И ако би го виделе на видео, тоа би изгледало на следниот начин, значи се додаваат аминокиселини, постојано гледате расте синџирот, така, значи синџирот расте и постигнува, нели, кој ќе порасне до одредена големина, се откачи и ќе се здипли во одредената конформација. Сега овдека малце грешно прикажано поради самиот факт дека тој се дипли додека се создава. Значи не мора да се создаде целиот па после да се здипли, него во самиот процес на создавање тој се дипли и постигнува одредена тридимензионална структура, односно терциерна структура. Во ред, до тука се надам дека е јасно. Сега, оваа идеја важела на почеток, кога се открило дека пептидите всушност се диплат и се сметало дека даден пептид со дадена примарна структура, да речеме примарна структура X, секогаш при дадени услови, генерално при дадено pH и при дадена температура, ќе даде иста терциерна структура. Така што ако започне со примарна структура X, при pH, не знам, од 4, температура од 30 степени Целзиусови, во тој случај ќе се добие 3D структура X. Океј, односно терциерна структура. И ова било наречено Анифенсова догма и човекот добил дури и Нобелова награда за ова. Но, подоцна искочило дека поголемите пептиди, така значи долгите пептиди, кои содржат над 100 аминокиселини, при дадени услови можат да дадат различна терциерна структура. Значи започнуваш со некоја примарна структура Y и имаш некоја си pH, така да речеме дека е pH 4, температура од 37 степени Целзиусови, нема врска, и добиеш терциерна структура Y. Океј. Но некој нареден пат, повторно започнуваш со Y, повторно при pH од 4,37 степени Целзиусови, али добиеш сега терциерна структура Y'. Значи, слична е, како Y, но нешто е различно. Трет пат го изведеш истиот експеримент под истите услови, со истата примарна структура, али сега добиеш Y, не знам, 2'. Во ред? И ова било многу конфузно. Се нарушила догмата. Значи, имаш одредена примарна структура, при истите услови дава различен резултат. Си рекле, чекај, не може така. Иста примарна структура, исти услови, различен резултат. Како така? Ако тоа се случува во клетката, во тој случај ќе има многу грешно здиплени протеини. А грешно здиплени протеини не си обавуваат функцијата како што треба. И првично се запрашале, добро, зошто ова воопшто се случува? Па одговорот е дека проблематиката со диплење е многу комплексна и поврзано е со хаосна теорија од математика, односно многу мали промени во стартните услови може да доведат до големи промени понатаму. Односно, иако сметаме дека исто е pH и температурата, иста е примарната структура, во околната средина работите не се никогаш исти. Односно, да речеме, во еден момент има јон на калциум поминал. Така поминал на, не знам, неколку милиметри од местото каде што се прави протеинот. Во друг случај, некој друг протеин поминал на местото на синтеза на овој другиот. Во трет случај, не знам, атом на
магнезиум поминал, атом на натриум поминал во околната средина. Односно, иако тоа е генерално сметаме за незначајно, бидејќи нас генерално не интересира колку е pH и температура, сепак е битно, бидејќи збориме за нешто што е многу зависи од стартните услови. Сега си рекле, добро, ајде, свативме, многу е битна почетната средина, дури и мали промени може да сменат терцијаната структура, нели, за малку да сменат, али сепак ќе ја сменат. И се рекле, али не може вака да функционира клетката, ова е проблем, мора да има некое решение. И подоцна сватиле дека всушност постојат ауксиларни протеини, кои се нарекуваат хаперони или шаперони, на англиски е chaperons, така што зависно различни македонски преводи ги преведуваат различно, некои хаперони, некои шаперони. И тоа се протеини придружници. Односно протеини кои што им помагаат на другите протеини да завземат иста потребната терцијарна структура при релативно различни услови. И малце треба да застанете и размислите, значи постојат протеини кои им помагаат на други протеини да се здиплат правилно. И однакво си, вау. И ќе надополниме на тоа, но сега да продолжиме, па ќе се навратиме. Вред. Добро, и сега добиваш одредена терцијарна структура и таа најчесто е правилна, односно нативната конформација која треба да добие протеинот. Генерално е пресметано дека 95% од времето се добива нативната конформација. Дури со помош на овие ауксиларни протеини, односно хаперони. 5% од времето се добива неправилната, односно ненативна конформација. Сега, тоа не е најчесто некој проблем, бидејќи сепак 95% е добар протеинот, но може да биде проблем, ако се случува постојано, на исти протеини. А тоа е поради овој факт. Неправилно здиплените протеини генерално имаат хидрофобни површини, кои се лепливи, значи стики. Зошто ги викаме дека се лепливи? Бидејќи, замислете си дека имаш вака, еден протеин, друг протеин, трет протеин, четврти, и дека има такви лепливи површини. Ја намерно ќе ја бележам тука лепливата површина. Океј? Може би до другата страна, али вака ќе биде полесно за да го објаснам. Лепливата површина се тие хидрофобни површини. Хидрофобните површини нормално би требале да се наоѓаат внатре во протеинот, значи да не бидат изложени на молекулите вода. Но бидејќи не е правилно здиплен, сега се наоѓаат надвор. Сега, такви површини сакаат да бидат внатре. Поради тоа, повеќе протеини кои се неправилно здиплени ќе се поврзат едни со други, така што ги скријат тие делови. Значи ќе се поврзат вака, ќе се слепат, и заради тоа викаме дека тие се лепливи површини. Бидејќи повеќе такви протеини ќе се слепат едни со други, со цел тие површини да ги сокријат. Вред? Значи они сакаат да ги сокријат тие површини од околната средина која содржи молекули вода. И ова што предизвикува? Да добиеме едни ланци од неправилно здиплени протеини. Вред? Значи ланци од протеини. Значи не ланец од аминокиселини, него ланец од протеини кои се слепени и формираат агрегати. Тие агрегати значи може да бидат како ланци сега што објаснив, или некогаш може да бидат како глобули. Значи глобула од многу протеини. И сите протеини се залепени заедно со цел да немаат изложени хидрофобни површини. И ги се речеш, добро, да е голема работа. Се прават вакви ланци, се прават вакви глобули, но тие може да бидат проблем. И ќе објасниме зошто. Сега се навратиме тука. Таа ненативна, односно неправилно здиплена конформација, може да се добие и од нативната, преку нешто што се нарекува денатурација. Денатурација е процес каде што всушност добиваме нарушување на структурата на протеинот и при тоа тој ја губи биолошката активност. Значи овој протеин ако изгуби биолошката активност, викаме дека се денатурирал. И ова генерално се случува при зголемување на температурата. Тоа е најчесто. Значи најчесто е зголема температура, над 40 степени денатурираат протеините. Најголем дел, барем за луѓето кога збориме. Може да биде при некои pH екстреми
или пак кога се постигнува изоелектрична точка на некој протеин, бидејќи лесно таложи то во тој случај. Денатурирачки реагенси, многу соли ако има, значи различни иони од солите може да влијаат, органски растворувачи, тешки метали, детергенти, механички стрес и слично. Се тоа фактори кои може да предизвикаат денатурација на протеинот. И вака е генералната идеја. Значи ова е нативниот протеин и може да денатурира. Но некои протеини, ако се тргне денатурачкиот агенс, може повторно да ренатурираат. Односно да се вратат употребната нативна конформација. Не сите, само некои. И тоа, како што реков, се постигнува од кога ќе се тргне предизвикувачот на денатурација. Значи, ако предизвикувачот бил висока температура, кога ќе се снижи пак температурата, ќе се случи ренатурација. И тоа е генералната идеја, но тоа не е многу често. Океј. Сега, како што спомнавме претходно, протеините од кои ќе се создадат си ја завршуваат својата функција. Така, значи се создадат. Протеинот си ја завршува функцијата, но тој не останува трајно во клетката. Тој мора да биде разграден повторно до аминокиселини, нели како што зборевме на почетокот. Протеинот си ја завршува функцијата и повторно е разграден назад до аминокиселини за да се направат нови протеини. И ова се одвива најчесто преку убиквитинација, значи се ставаат едни убиквитини и се носат до протеозоми каде што се разградуваат. Може да биде и преку автофагија, но не интересира сега тоа. И како што реков, се добиваат аминокиселини, но се добиваат и некои кратки пептиди. Така не секогаш се делкаат до поединечни аминокиселини. Во ред. Но овој процес некогаш може да биде неуспешен. Односно, некои протеини не може да се разградат, а тоа ќе биде голем проблем. Во ред, и за тоа ќе објасниме, но сега сакам да се навратиме на хапероните. Значи ги спомнавме ауксиларите протеини, односно хаперони, што потекнува од шаперон, што значи придружник. Хапероните можеме, односно најчесто се делат на две групи: молекуларни хаперони и хаперонини. Под молекуларни хаперони спаѓаат HSP 70, 60, 50, 40, има и други. Додека под хаперонини спаѓаат 3C, тоа е кај еукариотите, например, по нашите клетки, или GROALS системот кај прокариотите, например, кај Escherichia coli. И општо за хапероните не се знае премногу, мислам, се знае прилично доста, ама не се. И генерално можеме да ги поделиме понатаму спрема принципот на како функционираат на фолдази, холдази или дисагрегатази. Односно, едни помагаат во диплењето, у наводници помагаат, они не вршат никакво дејство за да го здиплат, него задржуваат одредени делови, така што овозможуваат правилно диплење. Холдази се хаперони кои едноставно спречуваат диплење се до одреден временски период, бидејќи некои протеини не треба да бидат здиплени се додека не стигнат некаде. Односно, тоа генерално важи за мембранските протеини, така што го имаш протеинот и сега има некоја си конформација и на него е прикачена холдаза, окей? И тој сега се носи до мембраната и пред да влезе во мембраната, тогаш кога се откачува холдазата и го здиплува, така што сега кога ќе влезе во мембраната да е правилно здиплен. Во ред? Значи има некои такви хаперони, има и дисагрегази кои што спречуваат или раздвојуваат агрегати. Океј, значи спречуваат формирање на агрегати, но исто така раздвојуваат агрегати од повеќе протеини. И дел од овие хаперони, бидејќи они се протеини, действуваат на следниот начин. Кога се поврзуваат со АТП, иако не сите хаперони се врзуваат со АТП, не е за сите потребна енергија, се наоѓаат во една отворена конформација, додека кога АТП-то хидролизира и се ослободува АДП и фосфор, се наоѓаат во затворена конформација. Во ред? Сега само да дополнам за што стои ова HSP. Тоа е всушност кратенка од heat shock протеини. Протеини кои генерално овозможуваат правилна конформација на протеините при зголемена температура. Првично ги откриле кога изложувале стаорци на зголемена температура и поради тоа при топлотен стрес, heat shock, се зголемува експресијата на овие протеини. Генерално, како што наведов дека целта е да спречат денатурација на другите протеини.
И еве како генерално действуваат, ова е некој си општи запис. Првично гледате го дека ова. Имаме протеин, на него може да бидат прикачени HSP, например 70 со ATP, и да го доведат до некаква конформација која ќе биде пратена на друго место, или пак тој може повторно со такви хаперони да биде здиплен на правилен начин. Значи почнуваш од ваков, завршува ваков, тие се заминуваат хапероните, значи хапероните не се поврзуваат трајно, се поврзуваат и се откачуваат и си одат. И сега има правилна конформација. Овдека ќе разгледаме GROEL-S системот, кај бактериите кои го имаме главно. И иако изгледа комплициран цртаж, всушност е една линија, значи може да го разгледувате вака или може да го разгледувате вака. Само што е поврзано, колку да има некоја смисла од двете субединици. И ќе гледате има два краја, овој што е син и црвен. И поентата е, некои протеини може да, мислам тие кои треба да се здиплат, може да влезат од црвениот или од белиот, односно синиот крај. И затоа се поставени две комбинации, но исто се случува. Гледаме влегува, GROEL субединицата, се случуваат некои работи, се прикачува GROES и се затвара на некој начин, се случуваат работи и понатаму излегува, односно не излегува, него влегува друга единица, така што сега излегува таа што била горе. Така што во секој даден момент или горе има еден кој се дипли или доле има еден кој се дипли. Во ред, значи разгледате си го цртежов, ќе осватите што всушност се случува. Во ред, сега. Едно прашање што некој од вас може да си го постави. Добро, ако хаперониве диплат други протеини, а и самите хаперони се протеини, кој ги дипли хапероните? Постојат така наречени кохаперони. Иако не мора секогаш да значи кога ги диплат оние хапероните, они се помошници на хапероните, или истовремено и они се хаперони. Таков е HSP40. Значи он е хаперон кој помага на други хаперони. Во ред? Сега, се ова може да звучи фантастично и тоа звучи фантастично бидејќи стварно е неверојатно дека постојат вакви механизми, но ова се што го објаснив е релативно општо и површно. Ако сака некој повеќе може да си прочита. Еве на пример тука има нешто повеќе за историјата и за функционирањето на хапероните. Вовед, потекло, генерализација, молекуларни хаперони, денешни концепти, дефиниција, протеинско мисфолдирање, односно погрешно диплење, погрешно асемблирање, мисконцепции, односно погрешни сваќања кои ги има многу често, дека сите хаперони помагаат при протеинско диплење, што реков дека не е така, него имавме такви холдази кои спречуваат диплење се до одреден момент, нели? Дека хапероните ги диплат протеините, што не е баш точно бидејќи не ги диплат, него овозможуваат правилно диплење, го спречуваат некои непожелни здиплувања. Во ред. Има тука некои повеќе работи, може да си ги прочитате, дека не сите користат ATP, така, например GROEL и HSP70 кои првично биле откриени, довеле до мислењето дека потребно да се хидролизира ATP, но, например, некои хаперони како нуклеоплазмин, PAP-D, калнексин и некои други, не користат ATP. Во ред, нека хаперони е друго име за хичок протеини, тоа не е точно, него хичок протеините се една класа на хаперони. Асемблирачки хаперони, јадрени хаперони, има многу за хистони е поврзано со ДНА, рубиско, ова е карастенијата. Имаме овдека, например, повеќе за механизмот за како всушност функционираат за некои заболувања, за ова ќе спомнеме на кратко. Хаперонски фамилии и така натаму. Значи има материјал, ако некој сака да научи, постои за да навлезе во повеќе детали. Но сепак, се знае доста, ама не се знае се, како што напоменав. Во ред? Еве, например, дисагрегази, како изгледаат, каде што ги растураат агрегатите и така натаму. Океј. Тоа беше генерално за хаперони, односно за ауксиларни протеини. А сега да спомнеме нешто повеќе за заболувања кои може да настанат ако не може да се разградат протеините. А тоа главно настанува бидејќи се погрешно здиплени. Значи, кога имаш погрешно здиплени протеини, многу често се случува да не може да бидат разградени. Бидејќи
Протеините се разградени од страна на протеини. И овие протеини кои разградуваат, не може да ги препознаат погрешно здиплениве протеини и не може да ги разградат. Погрешно здиплени протеини се случуваат поради генски мутации, каде што постојано ќе се прават погрешно здиплени или лоши посттранслациони модификации, каде што не секогаш ќе се добиваат лошо здиплени протеини. И што се случува? Значи, имаш акумулација на овие лошо здиплени протеини, градат такви фибрили, како што ги спомнав, бидејќи се лепат едни со други, нели реков, за да ги заштитат хидрофобните делови, кои се лепливи ги нарекуваме, и кога ќе се акумулираат премногу, формираат и глобули, и синџери, и клетката ќе почне да изумира, бидејќи ги троши аминокиселините за правење на протеини кои не прават ништо, само се акумулираат, спречуваат многу други процеси и клетката ќе изумре. И интересно е кога ќе изумре, овие протеини може сега да се најдат во околното ткиво. И сега околното ткиво да страда, бидејќи таа некоја клетка умрела од насобирање на погрешно здиплени протеини. И овие амилоидни влакна кои се формираат, најчесто се амилоидни, ги сретнуваме кај болести кои всушност спаѓаат во класа на амилоидази. Бидејќи генерално има цела група на болести кои имаат вакви амилоидни влакна. Сега некои болести кои се поврзани со погрешно здиплени протеини, иако скоро сите болести се, барем не зборам за инфективните, зборам за виду наводници старечките болести, како Алцхаймер, Паркинсон, тип 2 диабет, Хантингтон, имаме цистична фиброза која е вродено, потекнуваат од погрешно здиплени протеини. Например, Алцхаймер се јавуваат бета плочи на места каде што треба да има алфа хеликси и поради тоа протеинот добива една друга структура која е неразградлива. И се акумулираат овие бета амилоидни протеини и предизвикуваат изумирање на клетките, а невроните знаеме не се регенерираат, мислам за тие во ЦНС кои се, и не се регенерираат во голема мера, и поради тоа настанува мозочно дегенеративно заболување. Паркинсон слично. Тип 2 диабет имаме мисфолдирање на рецепторите, или пак рецепторите имаат некоја нарушена структура, исто и тип 1 диабет можеме да го поврзаме со ова, бидејќи имаме автореактивност помеѓу некои антитела со бета клетките од панкреасот. Хантингтон исто е поврзано со погрешно здиплени протеини, цистична фиброза, погрешно здиплен протеин кој е всушност канал за хлор, така што настануваат низа проблеми и многу други болести. Значи, многу е битно да се изучи како всушност се диплат протеините и каква е нивната тридимензионална структура. И за крај сакам да говорам за приони, нешто што мене ми е многу интересно. Генерално имаме еден ген во организмот кој се нарекува ПРНП ген, и овој ген преку транскрипција и транслација дава протеин кој го бележиме ПРП или ПРПЦ. Во ред, значи ова си е протеин кој нормално си го имаме генерално во нервните клетки. И окей, си го имаме овој протеин во ред. Некогаш овој протеин може погрешно да се здипли, така што одредени алфа хеликси ќе станат бета плочи. Во ред, значи одредени алфа хеликси ќе станат бета плочи и сега станува абнормален прионски протеин. Во ред, и обично го бележиме ПРП со звездичка, така аналогно на ова, или ПРП СЦ. Ќе објаснам од каде доаѓа тоа СЦ. И сега некој ги се рече, добро де, голема работа, као што рековме, 5% од протеините се погрешно здиплени, се случува, окей, ќе бидат деградирани или можеби не. Што е проблемот? Епа, овој протеин е интересен поради тоа да, кога ќе стане вака погрешно здиплен, тој, кога ќе се допре у наводници, дојде во интеракција со некој правилно здиплен протеин, го прави и тој сега да биде погрешно здиплен. Односно, да речеме дека овој портокаловиот овдека е погрешно здиплениот. И он сега си шета, го допре овој синиот. Сега и тој станува погрешно здиплен. Сега овие двајцата шетаат, двата протеини, ги допрати овој и овој. Сега тие станат погрешно здиплени. Сега тие 4 исто шетаат, ги допрат овој. И гледате, ова иде каскадно. Така, значи, еден допира еден, овој допира натаму, и овој допира уште други, и има ко каскаден ефект, експоненцијално. Се зголемува бројот на погрешно здиплени протеини.
Односно, овој протеин наликува како да се реплицира. Значи имаш погрешно здиплен протеин кој ги допира другите и сега и они стануваат погрешно здиплени. Што е многу интересно. Изгледа како да е нешто што не инфицира и затоа од таму потекно името протеинска инфективна честица. ПР и честица не е ставено во името, него он е ставено поради тоа да наликува на вирион. Односно замислете си на вирус. Така, кој не е жив, али кој ќе се најде во одреден систем, во овој случај, например, во нервните клетки, се реплицира. Исто и вирусите, надвор кога се вака на маса седи вирусот, не се реплицира. Али ако се најде во телото, ќе се реплицира бидејќи се наоѓа во соодветна средина. И тука доаѓа некоја расправија, чекај, прионите живи се, бидејќи се реплицираат. И одговорот не се живи, они се буквално една молекула, буквално еден протеин, но сепак е многу интересна работа. Дека така е интересно погрешно здиплен, да кога влегува во интеракција со правилно здиплени, ги прави нив сега да се неправилно здиплени. Сега, овие протеини, добро ќе речеш, добро, дај да се диплат погрешно, се е окей, но проблемот е да овие погрешно здиплени протеини не се подлежни на деградација. Значи, организмот не ги деградира и затоа, поради овој каскаден ефект и поради тоа што не се деградираат, се акумулираат во големи комплекси и ги уништуваат нервните клетки. Вред? И ова е всушност една од главните причини да канибализам не е функционален. Сигурно се слушна, нели, ако јадеш луѓе, не знам, ќе се разболиш, бла бла. И ова се случува кај некои племиња кои што практикуваат канибализам, така да ако го јадат мозокот, нервното ткиво од некои други луѓе, може да се случи да прионите погрешно се здиплат и почнува овој каскаден ефект и стануваат луди, односно имаат мозочно дегенеративно заболување. И за ова дали има лек, генерално нема лек, бидејќи треба да ги средиш сите протеини кои се погрешно здиплени, што не е баш изводливо. Инаку ова кој ќе се јави кај овците се нарекува скрапи, поради тоа тука стои СЦ, кај кравите е спонгиоформна енцефалопатија, односно се нарекуваат луди крави, додека кај луѓето е Кројцфелд-Јакобова болест. И генерално наликува на Алцхаймер, само што е многу попрогресивно. Се јавува деменција и со тек на време се јавува смрт. Иначе спонгиоформна енцефалопатија кај кравите, името всушност потекнува од тоа да се појавувале како тупки, онака кога го гледаш на микроскоп мозокот, бидејќи има мртви делови, мртви нервни клетки. И кога ќе умре еден неврон, тој ги испушта прионите во околната средина и сега други клетки, овие погрешно здиплени приони, стигнуваат до нив и сега и тие прават погрешно здиплени приони и имаат таков каскаден ефект и многу е прогресивно и брзо се умира. И сега кај луѓето како се јавува, да, спомнав, ако јадеш, не знам, мозоци или пак од некои други животни, ако јадеш мозок, исто може да се случи. Може да се случи со контаминација, ако го внесеш некако, така. Може да е наследно и може да е спонтано. Значи, буквално може у даден момент прионите у мозокот да погрешно се здипли некој и да почне овој каскаден ефект. Сега, освен ингестирање на храна која ги содржи овие погрешно здиплени приони или пак нивно спонтано појавување, постои трет начин на кој индивидуум може да заболи од оваа неизлечлива болест, односно Кројцфелд-Јакобова болест, а тоа е преку рана. Генерално при хируршки интервенции во кои била користена апаратура која била контаминирана со вакви инфективни приони. Тоа не значи дека треба да се плашите да идете на операција. Ова е многу ретко. Значи вакви приони многу ретко се сретнуваат и генерално апаратурата која се користи е чиста. Така и не е контаминирана. Но ако беше контаминирана, многу ќе беше тоа тешко да се отстрани. Таа опрема мора да се фрли. Значи, ако се врши операција, например, на некој индивидуа која се знае дека има Кројцфелд-Јакобова, кога ќе се изврши интервенцијата, скалпелите кои се користеле, ножичките и слично, се тоа се фрла. Бидејќи не може да се стерилизира. Мислам, може да се стерилизира, ама не можеш да ги отстраниш прионите, бидејќи прионите не се живи организми, тоа се доста молекули. Значи, протеини. Значи, многу тешко отстранување на прионите. Да речем има скалпел кој има протеини, стави го печка на 300 степени, ништо не ми е на прионите.
Стави го под UV, ништо не им е на прионите. Стави го некој детергент, ништо не им е на прионите. Значи, генерално има некои третмани со некои хемиски реагенции, плюс со плазма се стерилизираат, но релативно е комплексно, многу е полесно да го фрлиш скалпелот и да земеш нов. Во ред? Окей. Тоа беше генерално се за ова видео, се надевам дека научите нешто ново и ќе се видиме во наредното видео, каде што ќе продолжиме да збориме за протеини. Во ред.